Невладините организации, представници на меѓународни организации и бизнис секторот во присуство на пратениците во собранието денеска дебатираа за предлог измените во Законот за работни односи во кој што се предвидува продолжување на платеното породилно отсуство од 9 на 18 месеци. Поголем дел од представниците на невладините организации кои беа присутни на Комисијата за труд и социјална политика беа против овој предлог со образложение дека не е во согласно со Уставот за еднакви права и дека негативно ќе влијае врз рамноправноста на трудот. Предлогот не е во согласност со Уставот на Република Македонија кој гарантира еднаквост на граѓаните во слободите и правата независно од полот. Земањето на породилното отсуство негативно ќе влијае врз учеството, рамноправното учество на жените на пазарот на трудот. Бидејќи досега сме свесни со какви проблеми се соочуваат жените на враќање на работа по породилното отсуство, така да сметаме дека зголемувањето на породилното отсуство дополнително негативно ќе влијае врз рамноправното учество на жените на пазарот на трудот. Промоцијата на еманципацијата не иде заедно со долго породилно отсуство. Значи, долгото породилно отсуство и пречи на кариерата, и пречи на унапредувањето на жената, и пречи на да се биде во тек со светските норми, да се биде во тек со новостите, но пак, од друга страна, има па една друга работа, која што е не сите сакаат да планираат одредени кариери. Заменик министер за труд и социјална политика Елми Азири во своето обраќање рече дека предлогот за зголемување на платеното породилно отсуство ќе предизвика повеќе проблеми, односно ќе има негативно влијание врз структурата на пазарот на труд, ќе се стимулира неактивизирањето кај жените, а буџетот ќе треба да одвојува двојно повеќе средства од досега. Легислативата на одредени земји, членки на Европската унија, нудат многу пократко време за породилно отсуство платено како резултат на раѓање на дете и може да се спомнат Германија и Хрватска. Таму отсуството трае 14 недели, Словенија 15 недели, Чешка 28 недели, Унгарија и Полска 24 недели, Словачка 34 недели и Австрија 16 недели. Предлогот за измени на Законот за работни односи е поднесен од пратеничките Нола Исмаиловска и Магдалена Манаскова од ВМРО ДПМН. Пратеничката Исмаиловска на расправата во Комисијата за труд и социјална политика образложи дека ова законско решение го нудат како поддршка на иницијативата од 210 граѓани која била отфрлена како неуредна.